Поради убавото време, јавното сообраќајно предпријатие ќе го продолжи за 2 часа работното време на жичницата, која го поврзува Средноводно со Милениумскиот крст. Продолженото работно време ќе важи до крајот на април, а последното возење од Врвот на Водно ќе биде во 18 часот и 45 минути. Добро дојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе видите. Многу принцези, пеперутки и пирати денеска продефилираа во Скопје. 9 априлијада во општина Петровец. Априлијада имаше и во општина Илинден. Меѓународна изложба Словенските главни градови во 2D. Од 1 до 7 април се одбележува неделата на пешаците. Почнува нова сезона за изнајмување велосипеди. Многу принцези, пеперутки, пирати и кловнови денеска се прошетаа по скопските улици. Денот на шегата помина во знакот на смејата и детските песнички. Забавата продолжува вечерва на плоштад Македонија, каде и повозрасните ќе имаат можност за со маскирање да ја покажат својата креативност. Во Бутел, Ѓорче Петров и Газибаба денеска традиционално беше одбележан Денот на шегата. На забавата, која беше исполнета со многу детски песнички и игри, продефилираа најпознатите ликови од приказните на Дизни, многу принцези, пеперутки, кловнови, пирати, дел од нив срамежливо, а дел пак храбро зборуваа за нивните идеи за маскирањето. Маскирана во мумија. А зашто се маскираше во мумија? Од каде ти дојде таа идеја? Мама ме потсети. Тешко беше да се направи оваа маска? Не, Колку време ја правевте? па кратко време. Пират. Во Зоро. А кој ти ја даде оваа идеја да се маскираш во Зоро? Ја самиот. Браво! За кој ти помогна за маската? Мајка ми. Во Бубамар. Од каде ти дојде оваа идеја за Буамара? Па мајка ми ја каже. А дали беше тешко да се маскираш? Како? Дали ти беше тешко да се маскираш? Ти помогна никој? Да, мајка ми. Кој те шминкаше? Мајка ми. Ти дитеска? Во принцеза. Браво! А кој те маскираше? Мама. Браво! А тебе? Ти можеш да се маскиран? Во бебе. Во пролетно дрво. А кој ти ја направи оваа убава маска? Мама. А кој ти даде идеја за вака да се маскираш? Па мама. Јас сум увечерка што прави добри работи. Кој те маскираше вака? Мама. Жири комисија составена од наставници од училиштата и градинките во Ѓорче Петров за најдобрите 3 маски изработени од природен материјал додели награди, составени од училишен прибор. Градоначалникот пак на Бутел Петре Латиновски им порача на најмладите, но и на повозрасните, секој ден да им биде исполнет со смеа како денешниот. Интересот кај учениците е огромен. Навистина денеска е денот кога за момент треба сите, не само нашите ученици, туку сите ние да заборавиме на секојдневните обврски, да се расположиме. Меѓутоа јас еве и во мојата порака до сите граѓани на општината Бутел, до нашите најмлади учесници, кажав дека како денешниот ден сакам сите денови во годината да им бидат среќни, весели и беритетни. Денеска цел ден во Скопје ќе биде во знакот на априлијадата, а покрај најмалите можност за маскирање ќе имаат и повозрасните. Предвидена е и ноќна забава на која ќе настапат Драган Мијалковски, Александар Митевски, Коста Костовски, Александар Белов, Елена Милинковска, а за крај настап ќе има и диџеј Бабура.
Општина Петровец денеска ја организираше 9-та поред Априлијада, манифестација која се одржа втора година поред на плоштадот во населеното место Петровец. Околу 300 дечиња од основното училиште Кочорацин учествуваа на Априлијадата 2014 во повод денешниот ден на шегата. Томислав Атанасовски беше таму. Општина Петровец традиционално по 9-ти пат го одбележа 1 април денот на шегата. И оваа година, како и минатата, Априлијадата се одржа на новиот плоштад во центарот на населеното место Петровец, а учество земаа околу 300 дечиња од 1 до 4 одделение од основното училиште Кочорацин. На Априлијадата може да се забележат најразлични маски од принцези и невести до пирати и јунаци од цртаните филмови. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митовски и оваа година одлучи да не се одбира најубава маска, туку сите дечиња кои беа маскирани и учествуваа на Априлијадата да ги почасти со чоколадца. Општина Петровец ќе продолжи во иднина да ја негува традицијата за 1 април, кога скоро сите дечиња дефилираат по улиците под најразлични маски. По повод денот на шегата 1 април, општина Илинден по 9-ти пат ја организираше традиционалната манифестација Априлијада 2014. Истата се одржа во спортската сала Гоце Делчев, а за најдобрите, најзабавните и најубавите маски општина Илинден обезбеди пригодни награди. Традиционалната манифестација Априлијада и оваа година ги собра сите жители на општина Илинден на едно место, и тоа во спортската сала Гоце Делчев, каде по 9-ти пат општината ја организираше оваа културна манифестација Априлијада 2014. Детскиот џагор, смејата, музиката, песничките и игрите и оваа година ја исполнеа спортската сала. Секако 1 април е денот кога е неопходно да се пошегуваме, да се насмееме и да се соживееме со маската која ја носиме. Принцези, вештерки, штрумфови, супермени, спајдермени, бетмени, пирати, невести и голем број јунаци од цртаните филмови беа дел од маските кои продефилираа на овогодишната Априлијада 2014 во општина Илинден, во која учествуваа сите основни училишта од општината и детските градинки. Ваквите манифестации предонесуваат да се зголеми расположението кај децата, но и да се подигне нивната креативност и имагинација, а целта на манифестацијата е забава за сите жители на општина Илинден. Локалните власти беа пријатно изненадени од посетеноста и учеството на овој настан. И оваа година се избираше најдобра маска во 3 категории: најубава, најзабавна и најинтересна маска, а за најдобрите се предвидени и соодветни награди кои ги обезбеди општина Илинден. Најразлични типови и форми напишувана меморија од најстари ракописи, мали и мапи и планови, фотографии, постери, снимки до современи дигитални документи кои сведочат за богатото културно наследство и повеќе слојна историја и традиција на 13 словенски престолнини: Скопје, Белград, Братислава, Минск, Цетиње, Москва, Софија, Киев, Прага, Варшава, Љубљана, Сараево и Загреб. Содржи меѓународната изложба Словенските главни градови во 2D, која беше отворена денеска во Македонската академија на науките и уметностите. Изложбата е резултат на соработката меѓу Државниот архив на Македонија, историските архиви од Белград, Љубљана, Киев, Братислава, Минск, Москва, Прага, Сараево, Софија, Варшава и Цетиње. Министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска рече дека изложбата Историјата на словенските престолнини низ државните архиви е резултат на успешната работа на Форумот на словенските култури, кој веќе 10 години ги негува културните традиции на словенските народи и ги промовира како трајни и универзални вредности во глобални рамки. Како претседател на управниот одбор на форумот, таа го потенцира значењето на фондацијата, како и придонесот на Република Македонија, која е една од земјите основачи на форумот и која активно придонесува во унапредувањето на меѓукултурниот диалог и врските меѓу словенските народи. Со представувањето на изложбата во Република Македонија почнува одбележувањето на големиот јубилеј 10 години од постоењето на Форумот на словенските култури. Во Република Македонија во втората половина на годинава ќе се организира и третиот семинар од доменот на музејската дејност посветен на театарските поставки во музеите, во рамки на кој ќе се реализира и концерт на музички ансамбли кои ќе го презентираат нематеријалното културно наследство на земјите членки на Форумот на словенските култури.
Посетителите на изложбата, која ќе биде отворена до 7 април, ќе имаат ретка можност на едно место да го видат историскиот развој, односно процесите и предизвиците со кои се соочувале главните словенски градови во Европа низ својот историски развој. Изложбата е работена под покровителство на УНЕСКО и на 6 мај 2013 година беше промовирана во неговото седиште во Париз, а ќе биде промовирана и во другите градови, чии архиви учествуваат во проектот. Од 1 до 7 април се одбележува неделата на пешаците. По тој повод денеска се делеа зелени флаери за совесните, а црвени картони за несовесните пешаци на почетокот на акцијата, која има за цел да ја зголеми свеста за улогата која во сообраќајот ја имаат пешаците. Статистиката говори дека годишно околу 40 лица го губат животот во сообраќајни несреќи како пешаци, а дури 200 сообраќајки се предизвикувани од лица кои несовесно се однесуваат во сообраќајот како пешаци. Министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска истакна дека речиси 1/5 од жртвите во сообраќајот во минатата година се пешаци, а заедно со моторциклистите и велосипедистите, пешаците сочинуваат 1/2 од загинатите лица. Наместо вообичајното изрекување на казна од 3000 денари за непрописно преминување на пешаците, овој пат полициските службеници даваа флаери во црвена или зелена боја. Акцијата МВР ја спроведува заедно со Републичкиот совет за безбедност во патниот сообраќај и со општина Ѓорче Петров. Јавното предпријатие Градски паркинг Скопје од денеска официјално ја започнува новата сезона за изнајмување велосипеди во главниот град. Велосипед може да се изнаеми секој ден од 7 до 23 часот, по цена од 10 денари за час. Велосипедите се изнаемуваат на 4 локации: кајкатната гаража Свети Кирил и Методи, во состав на јавните паркиралишта Градска општа болница и Градска општа болница 8 септември и јавната површина намената за паркирање зона Д3 за трговскиот центар Бисер во општина Аеродром, соопштија од јавното предпријатие Градски паркинг Скопје. Оттаму апелираат до граѓаните совесно и внимателно да ги користат велосипедите. Вардар со Флинсбург, Металург со Кил во четвртфиналето во Лигата на ракометните шампиони. Вечерва и утре вечер се играат првите надпревари во фудбалската Лига на шампиони. Манчестер Юнајтед игра со Бајерн Мюнхен, а Барселона го пречекува Атлетико Мадрид. За овие останатите вести од спортот ќе дознаете нешто повеќе по рекламите.